Благодарам, председателе. Јас ќе искористам деловничката можност за измена и допуна на дневниот ред, но исто така би сакал да искористам и можноста што ни се дава согласно деловникот според членот 122 став 1, за да се побараат информации од други институции во државата. И на почеток би сакал да дадам еден вовед, за да можам со тој вовед можеби некој од колегите пратеници ќе биде повеќе убеден во аргументите дека една ваква информација не е потребна. Имено, ако се водиме од поразвиените демократии во светот, кои што имаат подолга парламентарна традиција, и ако ги земеме за пример Соединетите Американски држави, ќе видиме дека во 2018 година и во 2021 година председателот Доналд Трамп и председателот Бајден на барање на конгресмени и на барање на медиуми, двајцата преку нивните лични медицински тимови доставиле пред јавноста извештај за здравствената состојба на председателите на Соединетите Американски држави. Зошто? Затоа што се цени дека секој раководител кој што носи одлуки, особено председател на држава, премиер, пратеник или друго, треба да биде во целосна добра здравствена состојба за да може да Колега Милошевски, формулирам само да дадам еден вовед за да може да биде поубедливо тоа што ќе го формулирам како предлог точка на дневен ред. Сакам да се повикам на најголемата демократија во светот, тоа се Соединетите Американски држави, каде што председателите на државите и Доналд Трамп и председателот Бајден по барање на конгресмените и по барање на јавноста поднеле извештај за нивната здравствена состојба за да може јавноста да биде сигурна дека кога ги носат одлуките во една целосна стабилна здравствена состојба, што е важно за секоја држава, без разлика дали одлуките се за енергетска криза или се за некоја одбрамбена ситуација или се за други битни одлуки во државата. И затоа сметам дека барањето од председателот на владата преку Комисијата за одбрана, бидејќи во самиот сектор на одбрана се покрена тоа прашање дека имаме квалификација од медицински лица за трајна неспособност на лицето Димитар Ковачевски, во 2020 година граѓанин на Република Македонија, денес председател на владата на Македонија. Но кога е трајна неспособност, таа не завршува за 6 месеци, за 10 месеци, за година, за 2 или за 3, и затоа сметам дека јавноста со право треба да знае дали во случајов се работи за трајна неспособност на премиерот или се работи можеби за манипулирање со медицинска документација, доставување на лажни медицински документи за да се избегне некоја обврска. Вториот пример кој што сакам да ви го дадам е постар и се работи за да можам појасно, затоа сакам за да ви биде појасно, затоа сакам да дадам еден краток вовед за да биде јасно. Значи прво еве ќе се повикам на официјални информации од актуелните министерства, односно од ресорното министерство што е во надлежност на оваа комисија, а тоа е Министерството за одбрана. Министерството за одбрана ќе отвори постапка за утврдување на одговорност за несовесно ракување и невластено објавување на документи со класифицирана содржина. Се работи за документот каде што председателот на владата е оценет како трајно неспособен за служење на воен рок. И со ова Министерството за одбрана потврдува дека таков документ постои. И затоа врз основа на таквото тврдење на Министерството за одбрана сметам дека ние како пратеници, но и јавноста имаат право да знаат дали се работи за реална, вистинска трајна неспособност на премиерот или се работи можеби за лажирање на медицинска документација за да се избегне служење на обврска, но на крајот од краиштата и двете, која и да е опција од овие две, дали е трајно неспособен или можеби се работи за лажирање медицински документи, на крајот ќе има одредена последица и ќе имаме одреден исход од оваа тема. Значи, примерите кои што ви ги дадов и тоа што сакам да го потенцирам, ако можат председателот Џо Бајден и поранешниот председател Трамп пред јавноста да дадат извештај за нивната здравствена состојба,
тогаш зошто не би можел таков извештај да даде премиерот Ковачевски и тоа да биде информација која што ќе дојде во Министерството за одбрана, бидејќи во Министерството за одбрана имаме документ кој што во моментов е спорен. Дали постои, дали е валиден, дали е лажиран, тоа и ваша надлежност е да го утврдите, бидејќи вие работите како контролор на Министерството за одбрана. Примерот кој што сакав да го дадам, освен Соединетите американски држави, е примерот на британскиот. Благодарам што ми дозволивте овие два предлози за председателите Доналд Трамп и Џо Бајден да ги представам. Да не ги читам сега ставка по ставка, има висина, тежина, крвен притисок, неврологија, гастрологија, тироидна жлезда и се што е поврзано со основната здравствена состојба. Но од каде доаѓа ова пракса? Оваа пракса е започната од британскиот премиер Ентони Еден, кој што 1957 година поднесува оставка од функцијата премиер на Обединетото кралство, Велика Британија, токму заради здравствената состојба, а во неговата здравствена состојба се утврдени повеќе болести со кои што не можел соодветно да ја извршува функцијата премиер на Велика Британија. И затоа сметам дека ваквата пракса не е наивна. Напротив, кога се работи за сериозни носители на државни функции, би требало да биде почитувана, особено кога има некоја контраверза која што упатува на такви можни индиции. Затоа сакам сега и да го формулирам мојот предлог. Само момент. Да. Бидејќи го споменав документот на Министерството за одбрана, кој што потврдија дека постои таков документ, класифициран, од 20.10.2000 година, во една евиденција на Министерството за одбрана, подрачна единица Општина Куманово, во кое што лицето Димитар Ковачевски е оценет како трајно неспособен за служење на воен рок. Моето барање е наместо точка 1, бидејќи и овие информации се важни, предлог одлуки кои што вие ги предложивте поврзани со енергетската и топлинската криза, предлагам како точка број, вашите предлози беа да имаме 3 точки, записникот како точка? 2 точки, тогаш предлагам како точка број 3 да биде ставена информација од Министерството за одбрана по однос на воената евиденција која се однесува на обврската за служење на воениот рок и верификување на медицинската документација на актуелниот председател на владата Димитар Ковачевски. Сметам дека, бидејќи се работи за воена евиденција од Министерството за одбрана, дека Комисијата за одбрана е надлежно работно тело кое што треба да дискутира за ова прашање, а зависно од степенот на класифицираност на информации, вие или Министерството за одбрана ќе се одлучите на кој начин треба да ги разгледуваме. Благодарам. Благодарам. Предлогот на